Во овој прекрасен мајски ден под струмичкото небо се собравме за да одбележиме значаен датум од светската историја. На денешен ден, пред 76 години, со подпишувањето на безусловната капитулација на нацистичка Германија официјално беше ставен крај на Втората светска војна во која учествувале 61 земја со над 2 милиарди жители или 96% од светското население. Безусловната капитулација на Третиот рајх е подпишана во разурнатиот Берлин само неколку минути по полноќ на 9 мај 1945 година. Во името на Врховната германска команда капитулацијата ја подпишаа фелдмаршалот Вилхелм Кајтел, генерал Ханс Јирген Штумф и адмиралот Ханс Георг фон Фридебург, а од страна на сојузниците договорот го потпиша рускиот маршал Ѓорги Жуков и британскиот генерал Артур Тедер. Со тоа беа запрени крвопролевањата и страдањето од Втората светска војна, во која загинаа над 5 милиони луѓе, од кои дури 20 милиони беа од тогашниот Советски сојуз, а повеќе од 30 милиони беа цивили. Во нацистичките логори беа убиени околу 12 милиони луѓе, од кои половината беа евреи. Материјалната штета од Втората светска војна само во Европа беше проценета на околу 200 милиарди американски долари. Онаа што не смее да се заборави е дека и нашава земја беше дел од таа страотна војна. Македонија беше на страната на антифашистичката коалиција и во борбите против фашистичките окупатори даде околу 33.000 жртви, меѓу кои се и 7.000 евреи, кои за време на војната беа депортирани во концентрацијниот логор Треблинка. Поради сево ова, нашата татковина, рамноправно со сите останати слободолюбиви земји, го слави денешниот ден како ден на победата над фашизмот. Денес, кога одбележуваме 76 години од чинот кој означи победа на мирот над војната, треба да бидеме едногласни во пораката до светот, дека не можат и не смеат да се заборават грдите спомени од уривачките, крвавите и смртоносните настани кои ја одбележаа Втората светска војна. Злото треба да се памети и прераскажува, за да ни биде опомена никогаш да не се повтори. Нека ни е честит 9 мај, денот на победата над фашизмот.